Македонија предолго чека пред портите на Европската Унија, која во регионот има разнишан имидж поради неотпочнување на преговорите на земјите од Западен Балкан и покрај сите напори. Ваква порака упати шефот на државата Стево Пендаровски на долгата дискусија со Советот на амбасадори посветена на Западен Балкан. Председателот се активира во изнаоѓање решение на спорот со Бугарија. Најави средба со неговиот колега Румен Радев, но вели дека имаме работа и дома. Значаен сегмент е борбата против клиентелизмот и корупцијата. За да оддржите ваков курс на надворешната политика, кога сакаме да бидеме дел од западноевропските организации, односно западните организации, кои имаат најниско ниво на корупција во светот, споредено регион по регион, и кои имаат најмало ниво на клиентелизам, во кој вие гласате за да добиете нешто по изборите од политичките субјекти. И тоа е критериум по кој ќе не проценува Европа, но уште повеќе нашите граѓани. Дека предолго чекаме почеток на преговори за влез во Унијата, признава и вице-премиерот за европски прашања. Секоја одолговлекување нема да биде мотивација, напротив ќе демотивира и ќе ги демотивира државите во регионот кои имаат отворени билатерални прашања истите да бидат решени, што отвара можности за уназадување на реформските процеси и стагнација на овој процес, како што го спомнав, на позитивна трансформација и европеизација на општеството. Главната пречка се уште се несогласувањата со источниот сосед, иако двете влади ги интензивираат средбите. Сепак опозицијата и натаму се сомнева што точно се преговара и зошто Македонија после секоја средба прави отстапки. Утре во 11:30 часот очекуваме присуство на министерот за надворешни работи, од кого побаравме да ги презентира во писмена форма одговорите кои што Македонија во декември минатата година ги дала до официјална Софија на нивниот така наречен план 5+1. Евроамбасадорот Дејвид Гир уште еднаш им порача на властите спорот со Бугарија да се реши билатерално. Изнаоѓање на заедничко прифатливо решение веројатно би ставило крај на сагата поттикната од бугарското вето. Почетокот на преговорите останува на висок приоритет на Европската Унија. Фокусот сега е да се постигне договор помеѓу земјите членки за натамошната иди на Европската Унија додека Софија и Скопје билатерално се обидува да го надмине спорот. И другите странски амбасадори со слични ставови. Официјален Париз ке се обиде да помогне Македонија што поскоро да ја одржи првата меѓувладина конференција. Германија останува посветена на македонските евроинтеграции, но порача дека земјата мора да работи на владење на правото и борбата против корупцијата.